имаме стратегија, веќе на крајот на 2019 година владата ја усвои стратегијата за енергетика на Република Македонија, која всушност вклучува и голем број на мерки за заштита на животната средина. Знаеме дека тие два сектори се меѓусебно многу тесно поврзани, бидејќи енергетиката е како сектор најголем загадувач на животната средина. Тука некаде дискусиите се уште стојат во однос на тоа дали ќе пристапиме кон имплементацијата на зеленото сценарио во таа стратегија која всушност чини најмногу, но и носи најмногу придобивки на економијата и на заштитата на животната средина. Па така слушнавме неколку изјави од властите. Мене лично ми се чини дека и покрај тоа што оваа стратегија постои на хартија и е релативно добра во однос на зеленото сценарио кој се предлага, сепак се уште не ни е јасно како држава како тоа сето ќе се имплементира, имајќи предвид дека чини многу пари, а ние како држава не стоиме финансиски толку добро да можеме да сметаме дека можеме да си ги дозволиме сите овие мерки кои се навидум скапи. Велам навидум скапи затоа што всушност финансите кои ги вложиме сега во таа транзиција кон поеколошки начин или на работа во сите сектори ќе донесат многу повеќе кон заштита на животна средина и на нашето здравје, што мислам дека е приоритет генерално земен. Екосвест работеше на голем број на студии кои велат дека доколку навистина тргнеме по патот на декарбонизација, односно ослободување од фосилните горива и кажување збогум на јагленот, што не е според нас лоша работа воопшто, бројот на вработување всушност ќе го надмине бројката која моментално ја имаме вработена во нашите капацитети кои работат на фосилни горива. Тоа и не е само ситуација кај нас, значи глобалните трендови, индустријата на соларната енергија веќе бележи раст во вработувањата, па така се очекува дека и во Македонија значително многу ќе се зголеми бројот на вработување во секторите на обновливи извори на енергија. Наспроти секторот јаглен, бидејќи знаеме ние немаме толку јаглен да искористуваме, нашите капацитети се дотраени, тие треба допрва да се затворат. Знам дека е многу горливо прашање затварањето на РЕК Битола и губењето на овие работни места, но според нас таа еколошка транзиција подразбира и една транзиција на самите економии во регионите кои биле зависни од јаглен, што значи дека сите овие луѓе кои работеле во РЕК Битола треба да бидат преквалификувани и да бидат насочени во други сектори за да си овозможат економска придобивка, а сепак да не пати регионот и да немаме масовно одселување на младите или комплетен пад и колапс на економијата во регионот. Така што има начин и можеме да постигнеме, да кажам, транзиција во економијата, но бара многу посветеност и финансиски средства. Да, многу горливо прашање кај нас е аерозагадувањето, бидејќи секојдневно се соочуваме со овој проблем, секој излегување на улица и вдишување на непријатни миризби, односно загадување и прав, значи сите знаеме какво е чувството. Аерозагадувањето како проблем мора да сме свесни дека нема да го решиме за кратко време. Тоа си бара голема посветеност и сите можни стратегии, без разлика дали се енергетика, транспорт, животна средина, природа и така натаму, енергетска ефикасност, сите насочени кон тоа да се намалат емисиите на аерозагадувањето. Сега ние може да ставиме маска, но се додека капацитетите загадуваат или имаме несоодветно справување со отпадот која генерира дополнително загадување, ние нема да го решиме проблемот. Тука би кажала дека и граѓаните и институциите си имаат своја улога. Зборуваме веќе некое време за свесноста и знам дека граѓаните веќе навистина стануваат свесни за одлуките кои ги донесуваат во рамки на сопствените домови на почеток.
како тоа влие врз заштитата на животна средина и на здравјето нивно и на сите околу нив. Нивните одлуки во однос на тоа како се движат и што согоруваат или како во домовите за како се греат или дали на куќата или станот во кој живеат ќе применат мерки за енергетска ефикасност, ќе ги променат прозорците. Сите тие одлуки влијаат на подобро здравје и подобра животна средина. Па така институциите од една страна треба да поттикнат граѓаните ова да го превземат како акција, значи секој може сам да придонесе, а воедно институциите треба да се погрежат и врз основа на инспекцијски надзори, но и со одредени мерки да ги ограничат, односно елиминираат изворите на загадување. Доколку немаме емитери, нема ни да имаме проблем. Во однос на тоа морам да споменам дека долг низ години знаеме дека јавните институции се исто така загадувач, бидејќи користат мазут за загревање во зимските месеци и државата може многу лесно тој проблем да го реши на локално ниво, бидејќи пак на крај на краиштата аерозагадување е локализиран проблем. Ако живеете во Ново Лисиче и дишете загаден воздух, вас не ви е грижа дали средномесечните вредности на загадување во Скопје како град се добри, кога вие живеете на локално ниво каде што загадувањето е високо. Така што од тој аспект сметам дека елиминацијата на загадувачите е најголем приоритет во моментот. Да, не само кампањите, значи ние имаме и закони кои всушност не се применуваат во пракса. За жал, долго време имавме разговори со Министерството на внатрешни работи кои едноставно не сака да прифати дека прашањата на јавниот ред и чистотата во јавните простори е нивна надлежност. И имало повеќе напори да се воспостават некакви си служби кои во градот или така натаму би вршеле некаква таква надзорна или инспекциска функција, но за жал тоа не вродува со плод, гледаме. Инспекторите мислам дека не можат да постигнат, бидејќи навистина е прашањето, буквално фрлањето на отпадот се случува неконтролирано насекаде околу нас, па може да бидеме и непријатно изненадени да одиме некаде во далечна природа и да најдеме мини депонија која се генерирала таму. Едноставно сметам дека во делот на отпадот, каде што мислам дека како држава катастрофално се справуваме со ова прашање, за жал, не се направија сите оние напори за кои зборувавме од пред 20 години, дека народот ќе почне да го селектира отпадот, дека ќе почнеме да рециклираме и така натаму. Се уште стоиме, тапкаме во место, нема стимулус за граѓаните да почнат да го одлагаат отпадот на правилно место, да рециклираат, да го намалат отпадот дома. И тоа се рефлектира и во јавност кога ќе излезат надвор. Ако немате во околината канта за ѓубре, едноставно луѓето го фрлат тоа на земја. Така што системски не сме овозможиле граѓаните да го одлагаат отпадот каде што треба. Системски не сме наметнале нити санкции, нити награди за правилно справување со отпадот и заради тоа ни се случува ова. Сметам дека мора многу да се забрза процесот на воспоставување на соодветен систем за управување со отпадот и кој самиот по себе ќе наметне едукација. Сега во делот на инспекцијата или стапот или еколошката полиција, сметам дека е добра идеја оголемите градови, самите градови да си воспостават некој вид на жандармерија или јавна служба, една која не мора да значи дека треба да биде само за отпад или други, да кажам, неправилности во јавниот простор, може да служи и за многу други работи. Така што тоа е позитивно размислување, особено во ситуација кога ние не можеме инспекторатот да го видиме присутен насекаде во секое време. Тоа мислам ќе мора да се поработи на тоа прашање во секој случај. Да, мислам дека не е прашање тоа дали можеме, прашањето ќе биде кога ќе го постигнеме тоа, бидејќи немаме баш многу избор.
Сметам дека ако веќе сме се насочиле кон тоа да ги прифатиме европските вредности и стандарди, тоа е единствениот пат по кој треба да одиме. И како што кажав и на почетокот, онаа стратегија за енергетика која автоматски подразбира зеленото сценарио, автоматски подразбира и еколошка транзиција во државата, е патоказот и е во линија на она што го прокламира Европската унија со нивниот зелен договор и зелената агенда за Западен Балкан. Прашањето за мене, јас често си го поставувам сама на себе, е колку ние сме посветени тоа да го постигнеме, колку нашиот политички врв е свесен колку напори треба во сите нивоа, во сите сектори за да се направи едно придвижување кон еколошка транзиција, и не сум сигурна дека тоа е се уште така и покрај тоа што ние како држава сме убедени дека одиме по патот кон ЕУ. Сакам чисто колку како пример да дадам изјавата на премиерот Заев пред 2 дена на пресконференцијата која беше наменета за енергетската стратегија, каде што изјави дека хидроелектраните, малите хидроелектрани се најеколошки од сите еколошки извори на енергија, што апсолутно не е точно. И мислам дека ваквите примери ни кажуваат дека нашиот политички врв не е свесен се што треба да направиме ние како држава за да транзитираме вистински. Голем дел од енергетската стратегија и зеленото сценарио и зелената агенда зборува за тоа дека треба да прифатиме нови обновливи извори на енергија. Значи сонцето, за Македонија сонцето е иднината. Така што мислам дека во овој дел, пак ќе кажам, не е прашање дали можеме, прашање е кога ќе успееме тоа да го направиме. Секој политички напор, посветеност ова да се случи побрзо ќе биде позитивно за сите нас како граѓани. Па јас би рекла 2021 треба да биде добро продолжување на 2020, каде што бележевме многу активности во делот на заштита на природа. Македонија е земја која изобилува со природно богатство, треба да си го заштитиме тоа нас што ни е најдраго, нашите планини, нашите реки со чиста вода и генерално водата, бидејќи како човештво сме зависни од чистата вода за пиење. Мислам дека во 21 освен напорите за заштита на природа кои треба да продолжат и да се засилат, приоритизацијата мора да биде поставена по една хиерархија, значи заштитата на човековото здраве, животната средина да се сметаат како први приоритети, и не велам дека тие треба да бидат во спротивност со растот и развојот на економијата, апсолутно не. Тие две работи мора да одат заедно. Така што побрзо власта го разбере тоа дека е возможно развојот на нашата економија да оди рака за рака со заштита на животната средина, тоа подобро. Би рекла во 2021 и како граѓани треба да се освестиме малку повеќе, видовме што пандемијата значеше за нас, да бидеме затворени или да не можеме слободно да се движиме, треба што повеќе да си ја сакаме природата, да бидеме присутни во природата, да си го воспоставиме контакт со природата за да повеќе ја сакаме и ја штитиме, и секој од нас да се обиде да направи личен придонес кон заштитата на животната средина.